Многу граѓани на пасошите се сеќаваат пред одмори, но застој во издавањето на лични документи нема, појасни министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, одговарајќи на новинарско прашање зошто има проблем при издавање на лични документи. Лични документи се издаваат и сега. Едноставно имаше зголемен обем на побарувачка заради позната ситуација, нели ковид ситуацијата, многу од луѓето не виделе дека им истекуваат личните документи. Имаме најава дека од денеска, од 21 часот, ќе имаме миграција на податоци во новиот систем за издавање на документи. Тоа е процедура која што мораме да ја завршиме, бидејќи на тоа не обврзуваат и законите и уставот, и веќе од понеделник започнуваме со нормално функционирање. Народниот правобранител пак денеска соопшти дека ќе ги испита евентуалните пропусти во работењето на надлежните служби во МВР, за тоа кои би били причините за прекините во издавањето на документите на граѓаните. Минувањето на системот или неговата надградба во период кога очекувано е да има зголемен прилив на барања за издавање на документи е несоодветно и представува повреда на правата на граѓаните. Истовремено, народниот правобранител бара Министерството за внатрешни работи во делокругот на своето работење да испита зошто граѓаните се доведени во ваква ситуација и да утврди одговорност за евентуалниот пропуст на службите. Во меѓувреме, за да нема проблеми со патувањето, важноста на истечените пасоши се продолжи до крајот на годинава. Јас само апелирам на трпение кај граѓаните, ние затоа и го променивме и законот, значи од 1 јули ќе можат сите оние на кои што не истекле патните исправи личните документи, до тогаш ќе продолжат да важат до крајот на годината и едноставно да така како што ние редот на секој од нас термините како што ги добиваме, да можеме да извадиме и нови патни исправи или лични документи. Енаку пасошите што ќе се издаваат од 1 јули ќе бидат со новото уставно име Република Северна Македонија. Сегашните лични документи ќе треба да се заменат најдосна до 12 февруари 2024 година.